14 лица биле повикани на разговор во полиција во врска со случајот на бруталното меѓуврсничко насилство врз 11-годишно девојче од Ѓурче Петров, како што посочи министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Во координација со јавното обвинителство во тек е истрага за случајот, а за дел од повиканите лица меѓу кои родители ќе има соодветни постапки. Тошковски уверува дека МВР сериозно пристапува кон расчистување на случајот, но со особена внимателност, бидејќи станува збор за малолетни лица. Тој повика на поголема вклученост на училиштата, институциите и родителите, нагласувајќи дека е потребен заеднички пристап за справување со врсничкото насилство, како сериозен општествен проблем. Се води истрага, 14 лица се повикани на разговор и за дел од нив ќе следат одредени процесни действија. Мора сите институции да бидат вклучени во рамки на овој процес, да дадеме еден повеќе секторски одговор, системски пристап да имаме, но секако дека апсолутно и те како влијание имаат самите родители. Од јавното обвинителство потврдуваат дека се постапува по предметот, но за сега не споделуваат повеќе детали. Во меѓувреме дел од родителите зад камерите раскажуваат дека дел од учениците вклучени во насилството имале проблематично однесување, а нивните имиња биле посочувани на родителските средби поради вербални и физички напади врз соученици. Според извори на Канал 5, дел од учениците кои што учествувале во насилството не се непознати за училиштето. На дел од нив им биле изрекувани воспитни мерки и им било намалено поведението. И за други девијантни однесувања во училиштето надвор од насилството врз 6 оделенката. 6 оделенката која била предмет на изживување од група ученици, кои гаснале цигари од телото, ја тепале, дури ја приморале да јаде измет од кучиња. Во моментов следи настава од дома, како дел од процесот на закрепнување. За сега не се размислува за преместување на насилните ученици во друго училиште, информира за Канал 5 директорката на основното училиште Мирча Ацев Гордана Белбиловска. Таа вели дека веднаш по добиената информација од страна на училиштето биле преземени сите неопходни мерки. По оваа формална процедура направена од страна на училиштето и стручните соработници, педагог и психолог, направен е тим за поддршка на сите учесници во ова насилство. Предмет за случајот отвори народниот правобранител, од каде апелираат на поголема одговорност кај родителите и итно ефикасно постапување од сите надлежни институции.